Здраво дечки, добро дојдовте во последната епизода на Cool Stars. Пред се да ви се заблагодариме затоа што се пријавивте во толку голем број. И уште еднаш ни покажавте дека македонската YouTube заедница има квалитетни и иновативни дечки. Забавата беше најбитен дел од ова шоу, а Телеком уште еднаш ни потврдија дека поддржува млади таленти. Бидејќи бевте во голем број, ни оттежнавте работата да избереме финалисти. Но дечките од финалето совршено одговорија на сите 4 предизвици и тука успеа да не насмеат и развеселат овие 2 недели. Денес со нас е Дарко, Јана и Кирил. Дечки, како си поминавте? Ајде. Очигледно, да. Интересно беше да се следи овој процес. Стварно видовме многу таленти, многу креативци, многу иновативни дечки и девојки кои исклучително добро ја познаваат технологијата. Јас од тоа се изненадив најмногу како младиве јутубери толку добро се снаоѓаат на компјутер, едитирајќи видеа, многу се креативни и тоа што најмногу ме изненади е поддршката која имаат од нивните фанови. Мислам дека фановите се закани. Да. И јас исто сум пријатно изненаден од дечкиве. Искрено не бев толку запознаен дека толку многу млади луѓе се занимаваат со YouTube и дека толку многу дечки сакаат да се надпреваруваат во случајот на нашето шоу, но и покрај нашето шоу, надвор од него, многу луѓе и многу млади таленти се повеќе се активни и многу сум среќен заради тој факт дека иднината е во младите луѓе. Така, денес е денот каде што го бираме победникот кој ќе патува на најголемата видеоконференција VidCon во Амстердам. Да, а како што веќе знаете, ние од жирито не го избравме победникот сами, туку ни помогнаа многу и вашите прегледи на видеата на нашите јутубери. Статистички работите стојат вака. Најмалку поени од жирито освои Борис Ралев. Понатаму Стефонатор, Боби Битбокс, GP, а со најмногу поени од жирито, односно од нас, се Дебелиот крај. Аплауз. Добро. А сега продолжувам со прегледите на видеата на YouTube. Со најмалку прегледи на YouTube е Борис Ралев, по него следи Стефонатор, по Стефонатор Дебелиот крај, второ место по прегледи е Боби Битбокс, а убедлив победник би рекла јас со преку 20.000 прегледи пред сите други е GP. Статистички се покажа дека нашиот Cool Star е GP. GP, честитки, ти ќе патуваш во Амстердам на најголемата YouTube конференција VidCon. А сега што ќе кажете као крајен коментар за нашата Cool Star? Мислам дека... Ајде, извини. Не, почни. Добро, мислам дека GP заслужи, дефинитивно се види дека е број еден фаворит кај публиката. Мислам дека технички и креативно сите видеа многу добро ги изработи и му посакувам среќен пат и мислам дека може да научи доста во Амстердам, а мислам дека може да ги научи луѓето таму дел од своите знаења. Браво, GP. Дарко многу го срочи се. Честитам GP, среќен пат, убав помен, укради знаење, пренеси знаење и врати се подобар. И поголем за една година. GP има 17, така? Да. Ќе си земеш некој со тебе. Што да кажам за GP, искрено што од самиот почеток кога ги погледнав сите фаворити и сите што се пријавија на ова шоу, ми остави навистина најголем впечаток. Пред се објективно гледано, мислам дека беше најмал во целата конкуренција. Може би. Да. И тоа исто ми беше интересен факт, но возраста не е многу важна во случајов. GP покажа дека пред се е многу спремен дечко од технички аспект, исполнителен. Мислам дека најдобро ги направи сите предизвици, најдобро одговори на се и заслужи да оди во Амстердам. Според мене ми беше фаворит, ќе кажам отворено. И баш сум среќен што победи GP, кога ќе одиш таму да оствариш повеќе контакти со другите јутубери од светот и да исцрпиш некоја нова идеја, да ги научиш нешто или ти да научиш нешто и да не се вратиш со поголемо знаење и донеси нешто од Амстердам.
дечки, ви благодарам на дружбата и на сите коментари. Исто ви благодарам и на вас за сите што се пријавивте. До следно. Чао! Чао! Чао!